Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, најпрво сакам да ви се заблагодарам за вашето присуство денес. Денеско државме средба со коалицијските партнери, и парламентарните, и вонпарламентарните, каде ги информирав колегите за работните средби кои што ги имав во Њу Јорк и во Вашингтон. Носам силна, јасна и недвосмислена поддршка од Соединетите Американски држави за продолжување на европскиот пат на Северна Македонија. Од американскиот државен секретар Блинкен добивме огромна поддршка и благодарност за тоа што сме докажан сојузник и партнер како на Соединетите Американски држави, на Европската Унија и на НАТО алијансата. На средбите ја потврдивме и непрекинатата силна поддршка која што ја добиваме од САД од независноста до денес. Северна Македонија како прва земја од Западен Балкан што го започна стратешкиот диалог со Соединетите Американски држави, останува стабилен, стратешки партнер и докажан сојузник на САД билатерално, меѓутоа и мултилатерално во НАТО, фокусирана на заедничката посветеност кон безбедност, слобода и демократски просперитет. Денес, кога е повеќе од било кога досега важно, Европа да остане обедината, целосна, слободна и во мир со нашите стратешки партнери, се согласивме дека истото не е можно без интеграција на Северна Македонија и земјите од Западен Балкан во европското семејство. Токму затоа, евроатлантската интеграција на Северна Македонија, нејзиниот демократски развој, безбедност и стабилност се особено важни за нашите стратешки партнери Соединетите Американски држави. Во тој контекст, со коалицијските партнери на денешната средба се сложивме дека наша заедничка цел е земјата да оди напред, да се движи со демократскиот и прогресивниот свет. Ние сме земја членка на НАТО, земја која што председава со ОПСЕ, работиме фокусирано и за што побрза интеграција во Европската Унија, бидејќи тоа значи подобри услови за живот и подобар животен стандард за нашите граѓани. Нашата цел е полноправно членство во Европската Унија до 2030 година. И во оваа цел не поддржуваат и нашите стратешки партнери. Од друга страна, оние кои ја блокираат нашата земја кон европскиот прат треба да одлучат како понатаму. ВМРО ДПМН ќе мора да одлучи дали ќе се приклучи на европскиот блок или ќе остане во заложништво на левица. Многу брзо ќе треба да одлучат дали ќе го фатат последниот воз и ќе се приклучат на проевропскиот блок кој неминовно оди и носи одлуки за приклучување на Северна Македонија во Европската Унија. Во тој контекст и високиот представник на Соединетите Американски држави, господинот Ескобар, упати јасна порака. Опозицијата не треба да ми даде на мене поддршка. Треба да ја поддржи европската иднина на нашите граѓани. А нашите граѓани сакаат да живеат во Европската Унија, ама да живеат тука дома во Северна Македонија, земја членка на Европската Унија. Опозицијата одбива да се вклучи и во работната група за подготвување на уставните амандмани, исто како што одбива и беа против сите важни процеси во државата. Но сепак повикувам на отвореност и политичка одговорност и ги повикувам сите партии и општествени чинители да се приклучат кон остварувањето на стратешките цели на државата. Заедно ги донесовме одлуките, заедно да ги донесеме одлуките и заедно да ја обезбедиме европската иднина. Заедно да дадеме глас за Европа, за македонската европска иднина. Бидејќи немаме време за губење. Продолжувањето на европскиот пат е историска шанса која не сум сигурен дека ќе ја добиеме повторно, шанса која треба да се искористи сега и веднаш. Ние поминавме 11 години во барање на алтернативни начини за развој на државата и приклучување кон евроатлантските интеграции. Тие 11 години на владењето на ВМРО ДПМН покажаа дека државата единствено заврши во ќорсокак и во изолација. Сега, кога државата веќе има донесено низа на тешки одлуки, благодарение на оваа влада, кога државата е веќе членка на НАТО, кога државата председава со ОПСЕ, кога сме земја признаена од целата меѓународна заедница како земја фактор на стабилност на Балканот, која од земја корисник на мировни мисии стана земја во која што се водат мировни преговори, шансата мора да ја искористиме. И во едно сум сигурен. Северна Македонија ќе оди напред,
бидејќи полноправното членство во Европската Унија до 2030 година е амбициозна, но достижна цел за државата. А оваа владина коалиција е стабилна и силно обединета и ќе ја оствари таа цел.